Американска стратегија трифекта се подпира на 3 точки, автор е господинот Џо Бајден, и таа е реализирана изминатите 2 или изминатите 3 години. Првата точка е изолација на Република Македонија или потполно попречување на нормална комуникација помеѓу македонските власти, македонската влада, македонскиот претседател со администрацијата во Вашингтон. Втората точка е изолација на Македонија од структурите во Брисел. Првата фаза ја реализираат американските дипломати, втората фаза ја реализираат германските дипломати, посебно со помош на германското влијание во рамки на Европската унија. Следната фаза е предизвикување економски и социјални потреси во Република Македонија, како што беше направено во Турција во времето на Тајип Ердоган. На тој начин се смета дека најголема масовност може да имаат протестите по македонските улици и да биде дестабилизирана или да биде сменета македонската влада. И третата фаза е саботажа или напади на македонските безбедносни структури. Што се сака да се постигне со третата фаза? Да се внеси несигурност и да се внеси хаос во рамки на македонските безбедносни структури. Се делува од неколку страни или од неколку точки, односно неколку пункта. Например, во текот на минатата година, во еден исти временски период, имаме одредени закани за терористички акции од територијата на Република Косово. Во истиот временски период имаме блокирање на македонската јужна граница со мигрантската криза и во истиот период имаме шарена револуција по македонските улици. Гледате, со таа шарена револуција всушност се тестираше македонското судство и македонското обвинителство, бидејќи се делува во толпа, немаме индивидуална одговорност. Всушност со тој начин на делување, фрлање, уништување, сквернавање на одредени споменици или државни институции, всушност се тестира дали тие луѓе ќе бидат осудени. Ако не бидат осудени, тога се наметнува чувството дека тие се недопирливи за македонските законски и судски органи. На тој начин тие се представуваат дека всушност се власт во рамки на Република Македонија и дека никој ништо не може. Тоа се трите елементи или трите есенцијални точки на таа стратегија трифекта на господинот Џо Бајден, со која администрацијата во Вашингтон сакаше да ја дестабилизира Република Македонија и да ја смени македонската влада. Госпоѓата Даниеле Гарбе е представник на Стейт департментот. Во времето на Кондолиза Рајс таа е нејзин специјален помошник. Меѓутоа својата кариера таа обавува неколку клучни функции, например е шеф офицер или шеф на дескот на Стейт департментот кој ги контролира или ги организира операциите на територијата на Република Турција. Има кариера во Либан, има кариера во Афганистан, има кариера во Шпанија, во Португалија. Стана збор за една маркантна личност. Всушност тоа е госпоѓата која е надредена на господинот Џез Бејли и која всушност во рамки на Стейт департментот ги контролира и активностите на господинот Бејли и активностите на госпоѓата Нуланд. Всушност, госпоѓата Даниеле Гарби беше главниот оперативец за реализација на таа стратегија трифекта на господинот Џо Бајден. На 11 јануари 2016 година во Белата куќа поканат американскиот амбасадор господинот Џез Бејли. Тој доаѓа во Белата куќа во 12 часот. Во 12 часот и 30 минути му е закажан состанокот со господинот Џо Бајден. Тој состанок се одржа во 14 часот и 30 минути и средбата трае безмалку до полнок или точно до 11 часот и 59 минути. Целата посета на господинот Бејли на Белата куќа е во трајање некаде од 9 часа и 30 минути. Белата куќа работи безмалку до полнок, тоа значи дека не работи 24/7 само владата Никола Груевски, туку тогаш тој ден на 11 јануари 2016 година работела е Белата куќа. Тој ден господинот Бејли има оперативен состанок и со госпоѓата Даниела Гарбе. На тој состанок е всушност скицирана целата стратегија и незината операционализација. Стратегијата треба да биде реализирана, како што кажавме, од 2016 до 2021 година. Тие црни пари од ЦИА, фирмата ЦИА и уште 2-3 други фирми се перат повеќе пати преку фондациите на Сорос и фондациите на Гулен. Значи, ако сакаме да ја видиме пирамидата на Deep State или на мочуриштето што сака да го исуши Доналд Трамп во Вашингтон, треба да го имаме прво главата Џо Бајден, поштениот подпредседател на Обама, како шеф и координатор, потоа ова Даниеле Гарбе,
Па по неа доаѓа Стейт департментот со USAID структурата, односно Викторија Нуланд, па под неа доаѓа Филип Рикер, неговата екипа, Дейвид Бургер и Рајан Стонер. Тие се учипени во македонската амбасада, двајцата се воедно деск офицери на Стейт департментот за цел Балкан. Координира